Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во голем број европски градови, а исто и во Македонија. Скопскиот плански регион заедно со Go Green и Министерството за животна средина и просторно планирање во изминатиот период работеа на проектот во воспоставување на систем за управување со отпадот. На завршниот настан денеска беше истакнато дека реализацијата на овој проект даде големи резултати во развивањето на јавната свест за негативните последици и влијанието врз животната средина поради неправилното селектирање на отпадот. Како што информираше председателот на Советот за развој на Скопски плански регион Борис Георгиевски, проектот се имплементираше во училиштата на 3 општини: Арачиново, Студеничани и Зелениково. Проектот од учениците бил прифатен со воодушевување, а резултатите ќе придонесат за намалување на количеството отпад кој секојдневно се создава, намалување на количеството отпад кој завршува на депонии и представува животна опасност за животната средина и човековото здравје, како и искористување на материјалите и енергетската вредност на отпадот. Отпадот представува голем проблем за многу локални самоуправи. Иако регулирана со закон, Законот за отпад од пакување, Законот за батерии и отпадни батерии и Законот за електронски отпад. Локалните самоуправи се уште немаат капацитет за да овозможат на граѓаните селектирање на својот отпад на различни фракции. Законот за електронски отпад подразбира информирање на граѓаните и компаниите како да се справат со отпадот, воспоставувањето на подобри стандарди за заштита на животната средина и рециклирањето, забрана за токсичните супстанции, соодветно справување со нив, и правилното означување на опремата за да може да се сортира одделно од комуналниот отпад. Со правилна стратегија, имплементација како и со постојана обука и подигнувањето на свеста на граѓаните за значењето на рециклирањето и управувањето со отпад, може да допринесеме во создавање на нови работни места во индустријата за рециклирање и производство, и исто така рециклираните материјали можат повторно да се искористат за правење на нови производи. Георгиевски додаде дека, земајќи го во предвид тоа што количеството на отпадот постојано се зголемува, неопходноста од едукација на населението, особено од најмала возраст, за негово рециклирање и воспоставување системи за управување со отпад е од витална важност за заштитата на животната средина, намалување на загадувањето, како и заштитата на здравјето на луѓето. Ана Мазиева Карамфиловска од Министерството за животна средина и просторно планирање истакна дека ваквите проекти се многу значајни, бидејќи првиот чекор на било каква промена почнува со едукацијата. Затоа е многу значајно тоа што овој проект најпрво бил фокусиран на едукацијата, не само кај возрастните, туку и кај децата.